Здраве на сите, јас сум Клилија Живковиќ и ќе ви зборувам малце за себе во следниве 20 на минути, што секогаш е лесно да се направи. Фала Вико и Марија за представувањето и за фантастичната соработка и за организирањето на настанов. И се чувствувам вистински почестена што сум дел од едиција што ја вклучува Ивана и Ѓорѓи. И како и сите други скромни автори на светот, ќе почнам презентацијава со цитат од себе си. На следниот слайд ја крстив презентацијава за мисли си дека си вода. Ова е цитат од книгата Prototyping Tenderness. Замисли си дека си вода. Се што правиш е во движење. Протекуваш низ состојби и корита, се впиваш во почвата и испаруваш во воздухот. Никогаш не си загубена, туку си во постојано струјање низ атмосферата, планетата и живите битја. Би сакала да ја почнам презентацијата со некој краток обид да ви објаснам како точно јас го замислувам тоа трансдисциплинарен дизајн и што значи за мене тоа, бидејќи кога пробував да најдам што значи трансдисциплинарен на интернет, најдов трансдисциплинарен пристап на интернет, најдов само некои многу неразбирливи графици и решив да направам мој неразбирлив график. Практично, бидејќи овој график, целта на овој диаграм не е само да ги представи работите кои што мене ми се најважни, како што кажа Ико, уметничката дисциплина, инженерската љубопитност за потенцијал и занечиската посветеност на детали. Сакав исто така да уфрлам и некои естетски елементи кои што дополнително ќе искомплицираат дефиницијата, не само за да ја разубават, туку и за да покажат дека за мене креативниот процес е секогаш малце мистериозен и не го гледам баш толку како процес врз кој што имам некаква контрола и кој што можам да решам да го почнам и да го завршам, туку процес во кој учествувам и кој што го доживувам како процес на откривање и на препознавање. И никогаш во тие процеси препознавам одредени шеми и информации, а никогаш се препознавам себе си. И низ такви процеси всушност пробувам и да ја градам мојата пракса, односно пробувам секогаш кога во секоја професионална ситуација во која што се наоѓам, да пробувам да размислувам како дизајнер. И една од клучните работи во тој поглед за мене се соработките за кои што ќе ви зборувам следно. И исто така една од најважните работи за мене е да пробувам да се потсеќам на умствениот простор на игра, не затоа што сметам дека треба да се забавувам во работата, пошто не знам дали некој умее да се забавува толку многу, туку само затоа што сметам дека треба да пробувам дека не треба да пробувам толку многу да ги контролирам тие креативни процеси, без разлика дали се случуваат во уметнички контекст или во било кој друг професионален контекст. На следниот слайд, прво ќе ви раскажам за проектот Some Coolest Balkans, или некои не нарекуваат Балкан, кој што е проект за културна соработка, поддржан од Креативна Европа, кој што представува партнерство помеѓу 8 организации од Западен Балкан и од Европска Унија, кои преку уметничко истражување работат на разобличување на митовите и заблудите за Балканот. Во рамките на овој проект нам ни припадна задачата да креираме методологија за работа со заедници, која што практично треба да служи како основа за понатамошното уметничко истражување предвидено во рамките на проектот. Во сршта на таа методологија ние го сместивме концептот за одигрување на Западот и тоа е збирна вообичаени пракси кои ги практикуваат оние кои добиваат поддршка од Балканот и оние кои донираат поддршка надвор од Балканот. Почнувајќи од прашањата зошто и како зборуваме за Балканот, се обидовме проучувањето на Балканот кое што треба да се случи во овој проект да го врамиме пред се преку дистрибуцијата на ресурси внатре во самиот проект, посочувајќи на тоа дека во контекстот на платен труд, она што ние како субјекти од Балканот кои што се проучуваат себе си практично, она што го контрибуираме како експертиза е нашето припаѓање и нашиот идентитет како луѓе од Балканот и дека тенденцијата да се профитира на тие идентитети е практично
профит остварен на сметка на оние кои што живеат со товарот на секојдневието, на неизвестност и на стабилност која што постои на Балканот. Понатаму следната работа која што ја направивме во рамките на овој проект е и уметничко истражување во кое што нема да навлегувам премногу, бидејќи затоа мислам станува збор за доста голем body of work кој што може да го видите на сајтот на проектот samkolasbalkans.org и кој што го нарековме Terms of Encounter или услови на среќавање и кој што се состои од звучан пейсаж, монолог и речник кој што може да го видите на следниот слайд. Сите контрибуиравме некакви зборови или фрази кои што беа наменати да ја илустрираат нашата поента подобро. И истовремено се трудевме да го збогатиме универзалниот јазик за кој што зборуваме на Балканот, бидејќи свативме дека е многу отугувачки за нас кога зборуваме за Балканот на некој академски, англиски, тоест амерички дури јазик. И пробавме да ги воведеме овие зборови во јазикот на проектот, за да можеме да зборуваме малку по балкански за Балканот. Следниот проект кој што ќе ви го представам се вика Design Studio. Design Studio е можеби еден од првите проекти кои што почнав да ги работам веднаш по магистрирањето. Како и сите луѓе кои што кога ќе завршат факултет се чувствував малку изгубено и не знаев баш што сакам да правам, не се препознавав себе си толку многу во можностите кои што ми беа достапни и не бев свесна какви се можностите кои што сакам сама да ги создадам за себе. И мојата потреба беше да создадам буквално простор кај што некомплетните идеи се добредојдени и неудобноста е безбедна, кај што немаме слайдови и презентации, туку разговараме. И кај што зборуваме за дизајн како светоглед и како професија, не само како решавање на проблеми. Имено за мене дизајнот всушност никогаш не бил ни помалата сестра на уметноста, никогаш не сум го гледала како така и идејата дека дизајн е методологија која што служи само за решавање на проблеми за мене секогаш била проблематична, бидејќи живееме во свет обликуван од дизајн, кој што е пун со проблеми. И Design Studio практично е колаборативна училница во која што јас се трудам заедно во соработка со студентите да работам на вежби и проекти кои што им овозможуваат на студентите да се запознаат со сопствениот креативен процес и е намената најчесто за студенти кои што не се веќе дизајнери, значи студенти кои се на почетокот на нивното дизајн образование. Проектите им овозможуваат да се запознаат со нивниот креативен процес, но и да го стават тој свој креативен процес во малку поширока перспектива како дизајнери и да не го гледаат дизајнот само како имаме одреден проблем или одреден дизајн бриф и треба да понудиме решение, туку како нешто што вистински содржи одредена моќ за да го обликува светот или можеби не да го обликува целиот свет, меѓутоа да го обликува светот кој што го засега тој конкретен дизајн. Следниот проект, дигитална лабораторија. Fun fact, овие трите модели ги изработи Ѓорѓе Десподов, кој што ќе презентира исто така денес. Дигитална лабораторија е името на една широка идеја која што ја делиме со Иван Другутовски, која што практично дојдовме до неа кога почна пандемијата на COVID-19 и дигиталната трансформација зазема поголем залет од било кога. И ние се почувствувавме како вистински на таа дигитална трансформација. Двајцата предававме онлайн, сите состаноци нели почна да се случуваат онлайн, практично сите се затворивме во малите квадратчиња на камерите. И нашиот инстинкт беше дека на таа дигитална трансформација и недостига игривоста и бунтовноста и хакерскиот мајндсет кој што беше карактеристичен за ерата во која ние создававме кориснички навики, односно во раната ера на интернетот околу 90-тите години, да речеме, кога ние прв пат почнавме да стануваме корисници. Во таа ера кога личните податоци ги чувавме што подалеку од технологијата, мислам дека ничие име и презиме не се чуваше во компјутер, а камоли банкарски податоци или адреса на живење или да објавуваме на интернет слики од нас. И исто така технологијата почна да станува, технологијата не беше толку оптимизирана и за да ја користиш
мораше да знаеш малку како функционира, барем основно никакво познавање да имаш за тоа како функционира, за разлика од сега, кога технологијата е пооптимизирана од било кога, никој не те охрабрува, напротив, целото корисничко искуство те охрабрува воопшто да не се бавиш со тоа како функционира технологијата, и да ја користиш што е можно повеќе, да се подпираш на неа што е можно повеќе, за што е можно повеќе работи од твојата секојдневија. И одржавме неколку работилници во полето на дигитален хуманизам, односно пробувавме исто така да работиме со студенти по дизајн кои што не се дизајнери се уште, меѓутоа почнуваат да учат за дизајн и пробувавме со нив заедно да работиме на тоа како човечките права се реплицираат во дигиталната сфера. И да го правиме тоа без да ги сваќаме, без да пробуваме да навлегуваме премногу во политика и теорија, туку да се држиме просто до нашето искуство како корисници. Еден од проектите кои што ги развивме на следниот слайд може да видите шематски приказ е матрица на меѓузависност, што за жал беше проект за кој што не успеавме да добиеме финансии, затоа се уште живее како концепт во дигиталната сфера. Е проект за обид за развивање на методолошка алатка која што би ја испитувала поврзаноста помеѓу развојот на дигиталната технологија и работничките права на луѓето кои што заработуваат онлайн или заработуваат преку дигиталната технологија. И последната соработка за која што ќе зборувам на кратко е Pillow Talks, која што е соработка помеѓу мене и една од моите најблиски личности, Ивана Чаласка, една од моите најблиски пријателки, која што е исто така дизајнерка и со која што решивме нашата лична и креативна испреплетеност да пробаме да изложиме на креативните индустрии и да видиме што ќе се случи, без да имаме никаква конкретна цел на ум. Во моментов работиме на дигитален дизајн кој што не можам да го споделам бидејќи се уште во развој, меѓутоа го работиме во соработка со моите долгогодишни ментори и пријатели Јана Чаловски и Христина Ивановска, и се однесува на нивното долгогодишно занимавање со работата на Оскар Хансен, полскиот архитект кој што учествувал на конкурсот за дизајнот на Музеот на современа уметност во Скопје. Следно, ќе продолжам да зборувам за мојот тековен истражувачки процес кој што почна некаде во 2019 година. Се вика, јас го нареков Creature Comforts или суштински удобства. И представува обид за дизајнерски увид во моделите на црпење на ресурсите и распределба на ресурсите кои што човекот ги црпи од природата и преку осознавање на улогата на дизајнот во создавањето на врски помеѓу човечката раса и остатокот од живиот и неживиот свет. Кога првпат почнав да студирам индустријски дизајн, станав на уникатен начин свесна за поврзаноста помеѓу дизајн професијата, широката потрошувачка и еколошкиот статус на планетата на која што живееме, и многу брзо кога почнав да студирам престанав да бидам убедена во оние производи кои што содржат вградени некакви принципи на одржливост во себе си или како што ги нарекуваме популарно зелен капитализам. Каде што јас гледам најмногу потенцијал кога станува збор за менување на начинот на кој што производите кои што ги користиме го обликуваат светот, е како тие производи создаваат навики кај своите корисници. Например, производите за широка потрошувачка кои што е полесно да ги замениш или да ги отфрлиш, и е подостапно, а не е толку достапно да се грижиш за нив и да ги поправиш и да ги користиш подолго. Создава култура на отфрленост која што практично тој однос го репродуцира и во односите кои што ги формираме ми како луѓе, како соработници, и во односите кои што ги формираме кон нашето обкружување и кон животните и растенијата и така натаму. И првата фаза во овој проект, на следниот слайд, прототипи за заемно задоволство, е проект кој што го направив за 7-то издание на фестивалот Подземја полесно се диша, на покана на Ивана, што е до мене во моментов, и на Филип Вилковски.
Бев многу заинтересирана да се занимавам со тие модели на доминација, затоа што тоа беше периодот кога првпат почнав да дознавам за движењето на екофетишизам. Не знам толку многу за тоа движење, така што нема да се обидувам да ви го дефинирам, меѓутоа станува збор за практичари на БДСМ кои што е пракса која што се потпира многу на користење на производи, особено производи од пластика, од животинска или вештачка кожа. И кои што ги комбинираат своите БДСМ пракси со екополитичките перспективи кои што мене ме интересираат. И ми беше интересна таа провокативна и препознатлива естетика, заради тоа што сметав дека можам да ја искористам и да добиам одреден шок фактор од неја за да ја пренесам пораката која што сакав да ја пренесам, а пораката која што сакав да ја пренесам беше пораката за заедно задоволство, дека можеби тоа што им недостига на тие модели на доминација кои што ги практикуваме е да размислуваме на заемното задоволство на сите кои што се вклучени во нив. Ако веќе имаме одреден отпор кон барање на нивна алтернатива и го отфрламе тоа како никаков си идеализам и нешто што не ни е достапно, можеби треба да пробаме во постоечките модели да внесеме нови принципи, нови организирачки принципи. На следниот слайд може да видите два од тие прототипи, затоа што од третиот немам добра фотографија, бидејќи беше лижавче од мојата глава во реална големина, кое што кога го извадив од калапот се скрши и не беше баш во состојба за документирање. Да, едното е како, не знам како се вика на македонски болгек со јаболко, прототипот во средина се викаше Борис и беше некој вид на спекулативна фикција за свесно битие кое што е откриено некаде во балканските шуми, кое што единствено знае да комуницира според интензитетот на допир и публиката, посетителите на изложбата беа охрабрени да пробуваат да имаат интеракција со Борис преку менување на интензитетот на допир. Јас искрено многу сум задоволна од целиот тој процес и мислам дека беше супер. И Борис е некој за кој што ден денеска зборуваме со луѓето, така што мислам дека пораката делумно беше абсорбирана. На следното за што ќе зборуваме книгата, односно проектот кој што потоа стана книгата Prototyping Tenderness: A Personal Log of a Dying World. Мојата почетна точка за ова истражување беше, како што кажав и претходно, работењето како дизајнер во светот обликуван од дизајн процеси, чија сегашност е натежната од надоаѓачки апокалиптични настани. Со оглед на тоа дека во најголема мера еден од апокалиптичните настани кои што сите се чувствуваме како да следува многу наскоро климатскиот колапс, не само што е предизвикан од индустриското производство насочено кон широка потрошувачка, туку и широката потрошувачка е полето каде што дизајн праксата најчесто се реализира. Најмногу од дизајнерите работат или во индустријата за широка потрошувачка или во индустријата на технологија, која што без разлика што е дигитална, исто така има многу реални импликации во животната средина. Сакав да почнам да развивам дизајнерска пракса која што ќе биде во полза на свет кој што оживува, не на светот кој што изумира, што практично е светот во кој што живееме, кој што постојано е натежнат од тие закани дека изумира. Истовремено, во моите лични средби со светот, кога јас пробував тоа што јас внатре во себе знам дека е вистина, да го изложам на светот, нежноста ми се појави како некаква алтернатива на ригидноста и непропустливоста и дури агресивноста на моменти на границите кои што постојат помеѓу мене и светот, чија што функција освен да се заштитам од светот е исто така да бидам во контакт со него. И кога зборувам за нежност, не зборувам за онаа архетипска нежност која што често архетипска женствена нежност која што често пати се користи или често пати е првата слика која што ни паѓа на памет кога ќе кажеме нежност. Туку во мојот живот и во моето тело и за целите на ова истражување, нежност е простор на грижа и контакт и интимност која што се создава помеѓу две битија кои што се
кои што се нежни или помеѓу едно битие и неговата или нејзиното опкружување. Тој простор на нежност е непрекинат и креативен и флексибилен и овозможува проток, но исто така овозможува и да се разликуваат, овозможува разликување помеѓу битијата кои што се вклучени во тој проток. Ова истражување беше увид во тоа како може тој однос заснован на интимност и грижа, за кој што зборува во претходниот дел, да го поучи дизајнот, да го поучи процесот на дизајнирање на прототип за разнежнување, практично прототип прототип за производ кој што кога е во интеракција со корисникот, поттикнува процес на разнежнување кај корисникот. И за таа цел јас сакав да пробам да го развивам тој прототип во контакт со друго живо суштество кое што не е човек, и за таа цел покрив делот мојот стан со почва. И почвата не насадив ништо во нејза, туку се грижав за почвата како живо суштество што таа всушност и е. И во тој процес на интеракција со почвата почнавме да развиваме однос кај што престана да биде тоа само да се грижам јас за тоа парче почва, туку грижата почна да станува заемна. И се разбира, тука се наметна прашањето дали јас проектирам одредена антропоморфичност врз почвата, заради тоа што јас почнав буквално да ја доживувам како свесно битие кое што комуницира со мене. И веројатно тоа е проекција на мојата човечност врз почвата, но јас не мислам дека таа проекција се случува заради тоа што тој однос не постои, туку заради тоа што како човек мојата способност да замислам однос кој што не е антропоморфичен е прилично ограничена, дури можеби минимална или непостоечка во овој момент. И практично низ тоа истражување обидувањето да го создадам тој простор на нежност со почвата, може следниот слайд, обидувањето да го создадам тој простор на нежност со почвата ме наведе да сватам, да согледам или да откриам дека всушност тој однос е прототипот кој што го барам, дека не сакам тој прототип да биде вистински производ, туку дека сакам да биде однос и дека тој однос е тоа што јас сметам дека треба да биде јадрото на светот кој што оживува. Во процесот на прототипирање на таа нежност и на испреплетеноста, почнав да истражувам јапонската техника шибари, уште еднаш, јапонската техника шибари, која што е техника на врзување чворови на човечкото тело, никогаш се прави во партнерство, никогаш се прави сама. И пробав да гледам на врзувањето или на поврзувањето, бидејќи техниката служи и за поврзување, како нешто што се прави, како нешто што се практикува, а не како состојба во која што се постои. Не сакав да гледам на поврзаноста или на врзаноста како ригидна, фиксна состојба, туку на поврзувањето како пракса која што е жива и се менува и еволуира и која што не може да биде задржана во една позиција предолго, туку нешто што треба во континуитет да се менува и да се адаптира на потребите на личностите или на битијата врзани во креативна тензија. Исто така сакав да додадам нова текстура во нежноста, која што не е толку врзана со допир, туку која што можеби не е груба, бидејќи лингвистички груба и нежна се спротивни антоними, меѓутоа која што можеби едноставно содржи одредена тензија во себе си, која што не е непријатна и не е застрашувачка и не е опасна. И за крај, на следниот слайд може да видите по завршувањето на овој проект практично настапи фаза на практикување нежност кај мене, кај што јас се најдов во позиција во која што сите мои креативни, емоционални и материјални и секакви ресурси беа прилично прегорени, не поради овој проект, туку поради целокупноста на работењето во креативните индустрии и работењето на уште многу други проекти кои што не се ставени во презентацијата, бидејќи се ова се случуваше во временско парче од една година.
Јас решив да почнам да ја користам книгата како дневник заради тоа што е моја и можев. Ама и заради тоа што некако ми се допаѓаше идејата да пишувам во нејза, не сакав да се разделам толку многу од нејза, во исто време немав веќе што да додадам, тој процес беше завршен. И тоа што почнав да го пишувам во книгата е како некој своевиден дневник на нежноста и како да ја користам малце како работна тетрадка, како кога бевме мали деца имавме работни тетрадки по математика. Така што не знам точно што следува, меѓутоа работите кои што сега се нови во овој процес за мене е што пробувам да воведам квир теорија и да се бавам со некои квир текстови и теоретичари. Ама тоа е се што можам да кажам и дури ова е многу во моментов за мене, затоа што процесов е буквално на почеток. И за крај, за вистински крај, ќе завршам со уште еден цитат од книгата, пошто кога што ви кажав веќе не можам да ја пуштам. Не сакам, не можам. Кога првпат го почувствував постапокалиптичниот свет, тој беше тивок. Целата врева беше згаснала, сите аларми, известувања, вести, возила и медиуми. Можеби има многобројни други опасности, но нема врева. Вревата ќе биде конечно исчезната. Воздухот е влажен и свеж. Мириса на чад и чувствувам топлина на кожата. Се чувствувам безбедно, но најмногу од се мириса на почва. Стариот свет почнал да се разградува. Ви благодарам.